Јас сум Бојан Трпевски, правник во Македонско здружение на млади правници, кој работи повеќе во областа на правната заштита на животната средина. Македонското здружение на млади правници е независна, непрофитна, професионална правничка организација, формирана во 2003 година, така што оваа година правиме јубилеј од 20 години постоење и идејата на здруженијето е интересно, односно младите правници кои го основале здруженијето увиделе дека треба мост помеѓу правните факултети и за да се дојде до правната професија и затоа и го формирале здруженијето со цел да се зајакне владењето на правото и да се направи тој мост помеѓу правните факултети и правната професија. Денес здруженијето обезбедува директна правна помош во рамки на системот за бесплатна правна помош и стратешки застапува за остварување и заштита на човековите права и слободи. Во таа насока, обезбедувајќи директна правна помош на граѓаните, обезбедуваме правни совети и информации на доста голем број на целни групи за нас, како да речеме лицата без државјанство, бегалците и мигрантите, понатаму, односно и барателите на азил, понатаму социјално и финансиски загрозените лица, деца, жени жртви на семејно насилство, жртви на дискриминација, понатаму жртви на други прекршувања на човековите права, лица со попреченост, маргинализирани групи, така што фокусот на здруженијето е доста голем и работиме речиси на сите човекови права кои се признати со меѓународните акти. Обезбедувањето на информации, правни информации, директна правна помош, следењето на постапувањето на државните институции, меѓутоа и практиката на судовите при заштитата на човековите права се само дел од нашите секојдневни активности кои ги вршиме секој ден. Македонското здружение на млади правници е непрофитна организација, невладина организација која нема производен процес. Меѓутоа тоа не спречува во секојдневните наши активности да се стремиме да го намалиме нашиот јаглероден отпечаток и да се стремиме кон поголема заштита на животната средина. Пред се ова се трудиме да го постигнеме преку ограничување на користењето на ресурсите, меѓутоа и ефикасно и рационално нивно искористување. Па така би рекол дека во поглед на користењето на електричната енергија користиме исклучиво светилки, односно штедливи светилки, и при тоа се трудиме да користиме енергетски ефикасни апарати и го применуваме веројатно правилото кој секој од нас го применува, тоа е да нема запалено светло онаму каде што нема луѓе или онаму каде што не е потребно. Гледаме во нашите активности воопшто да не печатиме материјали, односно го ограничуваме печатењето на она што е апсолутно неопходно. И при тоа при печатењето се трудиме да ги печатиме материјалите на рециклирана хартија. Истовремено имаме склучено долго време договор со Пакомак и рециклирањето и селектирањето на хартија е една од мерките преку кои во нашата секојдневна работа се трудиме да ја заштитиме животната средина. Емисиите од транспортот исто така не се занемарливи и во таа насока речиси половина од вработените во здруженијето доаѓаат на работа со некое еколошко превозно средство, дали е тоа пешки со велосипед или електричен тротинет. А со оглед на тоа што сме застапени во две канцеларии во Скопје, во центар и во Шуто Оризари, колегите кои работат во канцеларијата што е подалечена од центарот на градот, заедно се организираат за заеднички да пристигнат на работното место. Гледаме дека оваа мерка е еден од начините кој можеби иако е скромен, кој на крајот ќе придонесе кон намалување на емисиите на јаглерод диоксид во нашиот воздух. Исто така би кажал дека организирањето на заеднички превоз е еден од начините преку кои се стремиме да ги намалиме емисиите кога организираме обуки или работилници надвор од Скопје или па дури и во околината на Скопје. И тоа е еден од начините на кои се стремиме да ги намалиме понатамошно емисиите во воздухот. Она што COVID-19 не научи е дека можеме дигитално да функционираме. И иако COVID заврши и немаме веќе мерки за забрана за собирање, сепак се уште ние се трудиме колку што е можно и колку што е соодветно обуките, работилниците или состаноците да ги организираме онлайн. И иако можеби во ваквите случаи станува збор за поголемо можеби трошење на електрична енергија, меѓутоа сепак кога ќе направиме споредба со емисиите кои би се
би се емитирале во воздухот од транспортот, сепак сметаме дека ова е еден од бенефитите, еден од начините на кои се стремиме, односно придонесуваме кон намалување на емисиите и зголемување на тоест на зелената транзиција во државата. Сдруженијето е непрофитна организација која не обавува деловна активност и нема свои средства, па така и просториите во кои сега се наоѓаме не се сопствени простории на Сдруженијето. Во таа насока би рекол дека сме ограничени при инвестирањето можеби во енергетски поефикасна инфраструктура, односно за грејење и за ладење на просториите, иако во моментов е тоа се во ред. И она што увидовме дека ни прави, односно ни е предизвик, е што во местото каде што сега се наоѓа седиштето на Сдруженијето нема паркинг за велосипеди, па тоа знае на колегите кои доаѓаат на работа со велосипеди да им предизвикува проблем. Во суштина ова се предизвиците со кои се соочуваме и кои се трудиме некако да ги надминеме во нашата работа и да не предизвикуваат пречка за имплементирањето на ваквите активности кои носат бенефит за животната средина. Сдруженијето работи во областа на животната средина можеби неодамна, меѓутоа во овој период од 2019 наламу активно работиме на подигнувањето на свеста кај младите, меѓутоа и кај граѓанските организации за овие работи што ни се битни на сите од нас. И идејата ни е да создадеме општество во кое сите се грижиме самите за најпрво самите преку нашите активности за животната средина и придонесуваме за менување на практиките на сите од нас, вклучително институциите кои ќе водат кон поеколошка средина во која сите живееме и обстануваме. Практиките кои сега ги практикуваме во Сдруженијето за работа, иако се сега неформални, планираме да ги формализираме во една зелена политика на Сдруженијето, која ќе биде еден начин на упатство или патока за сите вработени во Сдруженијето како треба сите да се однесуваме за да се заштитиме животната средина и да го ограничиме и намалиме користењето на ограничените ресурси.